Наскоро се очекува да започнат градежните активности за асфалтирање на улицата Кресненско стание во населбата Усова Чешма во Кочани. Според стручните служби од општина Кочани, тендерската постапка е на самиот крај. За изведувач е избрана градежната компанија Бони Интерградба од Штип, а по спроведената електронска аукција за асфалтирање на оваа улица ќе бидат наменети 1.985.500 денари. Тоа се над 1 милион денари помалку од проценетата вредност, што ќе овозможи да се прошири листата на улици за асфалтирање до крајот на оваа календарска година, вели градоначалникот на Кочани Николчо Илиев. Улицата Кресненско стание е долга 230 метри, широка 6 метри и ја поврзува Македонска со 13 македонски корпус. Во изведбата се планирани машински ископи, надземна маса, дренажа, атмосферска канализација, бетонски равници и 7 сантиметри асфалтен слој. Во тек се градежните работи за асфалтирање на трите крака од улицата Вера Которка, како и на улицата Ѓорги Пулевски, каде е предвидена изградба на неколку потпорни ѕидови, поставување примарна канализација и приклучоци кон водоводната мрежа. За асфалтирање се подготвува и патот Крушка-Полаки во должина од 790 метри, чија реализација е со средства обезбедени од Бирото за регионален развој и општина Кочани.